Почитувани гледачи, ова е новата ординација, сме во Општа болница Струмица и се наоѓаме на оделението педиатрија, а вечерашен мој гостин во ова новата ординација е доктор Џорлев, педиатар во Струмичката болница. Докторе, добре дојдовте во таа ординација. За прв пат во таа ординација, се надевам дека не е и последен. Благодарам многу, многу ми е мило што сум гостин на вашата почитувана телевизија, бидејќи вие сте и најстара телевизија во градот. Така. Значи, докторе, зборуваме конкретно за педиатрија, што е она кое што е карактеристично за ова оделение, заеме, нели, дечињата доаѓаат, лежат и заменуваат со нивните родители, што е она кое што е секојдневица на оделението педиатрија. Ние ќе зборуваме во текот на емисијата и за други теми кои што се актуелни во моментов, нели, периодот кој што нели го следи сите оние болести кои што се појавуваат кај дечињата во овој период од годината, но меѓутоа да позборуваме збор-два и околу оделението. Па видите, педиатријата е една широка наука. Ние ги гледаме децата од 0 до 14 години. И ние сме единствена гранка што гледаме не само болни деца, него и здрави деца. Кај нас има разни типови на болести и во зависност од периодот, некои се повеќе изразени, да кажеме, летно време, други се есенско, зимско и така натаму. Мада во последно време самите климатски промени прават разлики. Некои болести што ги очекуваме летно време се јавуваат зима и обратно. Во моментов сепак календарски сме се уште во зимата, што е она кое што е карактеристично во овој период од годината? Па моментално и баш во тој момент за нас е воено време. Моментално имаме голема навала на респираторни или дишни инфекции. И то по-често на долните дишни патишта, односно бронхите, бронхиолите, бронхопнеумонии. Тоа е фактички запаление на дишните патишта, а по-ретко ни са горните респираторни, тоа е запаление, да кажеме, на уво, на нос, на грло. Моментално, прво да кажеме дека нашиот капацитет е од околу 20-22 кревета. Никогаш не е полн, што можеме да го наполниме во секое време. Зошто не го полниме? Бидејќи за разлика од интерно, например, мајките не сакат да лежат тука. Ептен, ако се работи за тешки деца, тогаш мора да лежат и многу пати ги натеруваме да се подпишат оти не сакат да лежат. Мада тоа ништо не ми значи, бидејќи не оправдува судски, но ако се случи нешто лошо на детето, сепак имаш некоја грижа на совеста. Значи, моментално, најмногу имаме респираторни инфекции, што често пати знаат зимно време да се комбинираат и со цревни инфекции. Така, ги спомнуваме респираторните системи како проблем во овој период од годината. Може би аерозагадувањето кој што е актуелно во последните година-две и со начинот на кој што веќе граѓаните имаат и пристап до бројките кои што ги даваат мерните станици, зошто токму овие болести на респираторниот систем се по-актуелни кај деца? Па видите, во последно време доста актуелно е аерозагадувањето. Оно е едно од причинителите за респираторните заболувања, но зошто најчесто се разболуват помалите деца и старите, мислам, кај нив се најтешки симптомите. Сега нешто да кажам, јас не сум експерт за аерозагадувањето, но да кажам што најмногу го прави аерозагадувањето. Мада нашиот град не е толку аерозагадан, бидејќи ние немаме многу локални аерозагадувачи, немаме некоја тешка индустрија, но сепак зимно време, поради климатските пореметувања, значи промени час, гледаме 20 степени, час минус 10, маглите, исто затоплувањето, нели многу пати газ, например, се уште актуелно е, но се уште ние не сме приклучени на гасоводна мрежа и многу души се затоплуват со дрва. И сега што е битно? Колку се дрвата повлажни и попресни, даваат поголемо согорување и поголема аерозагадување. И затоа
ние, мислам, най-добро е дървата да се взимаат по-рано, за да бидат по-суви и да бидат по-суви, за да по-добро се огоруват. Сега, исто така, аерозагодувањето, голема улога во аерозагодувањето, имаме и колите. Знаеме, нели, целиот шкарт од Западна Европа дојде кај нас, тие се стари коли и имаат по-јако согорување. В последно време, ќе видите вие, ќе излезете пред оделот за вакцинација, имаме и мерна единица и таму повеќе ќе дознаете колку е загодувањето на тие аерочестичките. Останува аерозагадувањето, ги спомнавме и цревните инфекции, кои што се многу чести како проблем кај дечињата. Во моментот се уште трае и училишната година. Сите знаеме, нели, дека сепак и цревните инфекции се преносни, така да имаме и намалување на отсуствата од училиште. Да. Се извинувам пред да почнеме за цревните инфекции, да се надоврзам пак на овие моментално актуелни инфекции, респираторни. И сега тие аерозагадувачни честички делуват на младиот организам. Знаеме дека најмалите деца, дишните патишта се уште не им се развиени, имунитетот се уште не е доволно развиен и тие делуват како страни честички. Го оштетуват на епителот на дишните патишта, стварат секреција, стварат воспаление и се пат за накнадно да се надоврзе на калеме или вирусна инфекција, или бактеријска инфекција. И фактички самите тие доведуваат до респираторни инфекции. Зошто се најтешки маленките деца? Бебињата, нарочно новороденчињата до 1 месец. Они дишните патишта им се најмали и мала прашина, мало стварање на секрет, право го затнуваат, ствараат обструкција. Сега имаме и цревни инфекции. Овие цревни инфекции, за разлика од летно време обично се тровање од храна и бактеријски. Тие се вирусни. Имаме вируси кои што аденовируси, ротавируси и така натаму, кои што доведуваат до цревни инфекции. Тие најчесто се јавуваат во градинки и во училишта. Ама ние не можеме, нели, да наредаме него носи детето на градинка или на училиште, бидејќи и ние имавме деца и со тек на време гледаме дека со тек на време они стекнуваат имунитет. Ќе се разболят еднаш, 2 пати, 3 пати и на тој начин самиот организам се избори и ствара имунитет. Само многу битно е болни деца, нели, да не се мешат со здрави деца. И пак да се надоврзам. Порано, додека беше медицински центар, додека не се разделивме на примарна и секундарна здравствена заштита, беше многу стриктно разделено болното бебе од здравото бебе. И имавме советувалиште во другата зграда. Значи, посебна амбуланта само за здрава. И секоја инспекција, ако дојде, ако види оти се меше здраво и болно дете, ќе бидете ригорозно казнати. Што е работата сега? Ние не знаеме дали се работи за здраво или болно дете. Сите мали бебиња, кој може да ги лече? Само ние. И матишите, нели, ни дават упут. И затоа ние многу пати, кога ќе видиме, си имаме, нели, мои термини, ако видиме мајка со бебе, мало бебе, ние прво ја прашуваме дали е здраво или болно. И затоа имаме 2 влеза. Преко посебен влез ги внесуваме, ги однесуваме во посебна просторија, бидејќи идат, например, да видат дали детето напреднало, дали мајката има млеко, да им напишеме капки за развој на коските и така натаму и така натаму. Тука некаде и превенцијата. Кога станува збор што за респираторните инфекции, што за цревните инфекции, сепак она кое што е примарно е секако превенцијата, како да го спречиме. Сепак ние сме тие кои што ги контролираме. Што е најбитно, например, ајде да кажеме за аерозагадувањето? Да се луфтира наутро, кога воздухот е почист. Да има тие што се греат на народно со дрвја, да стават, да кажеме, едно лонче или едно тенџере со камилица и да врие, да е воздухот повлажен.
Али медицината е напредна, сега имаме разни разладувачи. Най-добро е, значи, во секоја фамилија да си има разладувач, воздухот да биде разладен, бидејќи колку е посух воздухот, се повеќе се накалемува таа инфекција и се ствара така наречен ларингит. Детето почува да кашле како куче да лае и тоа е многу алармантно за мајката. Значи најбитно е влажен воздух. Исто така, што е битно? Децата да не ги вадаме кога има магла. Децата треба да се вадат, например, до 11 сат, после до 11 до 5 не, и спрема времето, нели? И најбитно е болните деца да се изолират. Додека не се, барам до некаде опорават, бидејќи еден од друг се заразуват. Цревните инфекции не се толку заразни вирусни, ама респираторните се многу заразни. И најбитна е вакцината. Мислам, немаме посебна вакцина за грип, ти обично ги даваме за по-старите, него апелирам, како и стално што се апелират, децата да бидат вакцинирани, бидејќи колку се по-вакцинирани бебињата, децата тие по-слабо се разболуват од тие тешките инфекции, како што се по-старински бабашарки, морбили, така натаму, паротит, гушевост. Многу често родителите многу брзо го креват алармот и веднаш доаѓаат. Да, тоа е точно, ама Би сакала да прашам, дали можеби почесто треба да се апелира до родителите, да ги изчекуваат, да е дознато на вистинска клиничка слика кога треба детето да се... Па видете сега, најбитна е здравственото просветлување на мајките, односно на родителите. Треба да се разговара. Тоа најбитно е матичниот лекар, бидејќи ние немаме многу време. Имаме многу големен број на прегледи. Некој пат мислиме и знаеме како искусни доктори дека идат за ништо, ама секој родител се плаши. И најмала температура, он се плаши. Зошто? Некој пат може од ништо нешто температурата нагло да се качи и да добијат да ја изгубит свеста, да добијат така наречени фебрилни конвулзии. Значи, најбитно е стално да се зборува со мајката, со родителите, да знаат што да дадат превентивно, да дадат витамини, стално да си имат чепове против висока температура. Просветувањето е многу битно. Сега, тренд нели во светот е да не се дава ампуларна терапија. За жал, јас сум еден од по-старите доктори, даваме, дали немаме нерви. Родителу може и 2-3 пати да ти дојде. И на крајот ти кажеш, ајде да му ставаме. Мада не се става секогаш инекција. За да се става, мислам антибиотик, најбитно да се направа антибиограм и да се направа крвна слика. Сега веќе кога навлеговме во тоа, нели, сигурно ви интересира како функционираме. Да. Сакам да ве прашам, и доволно ли сте опремени со апаратура? Сега за секундарно здравство мислам оте задоволително. Што имаме опрема? Имаме, како прво, многу добра лабораторија. Од лабораторијата можеме, речи, се да провериме. Од крвни слики, од функцијата на бубрези, функцијата на јетрата, црниот дроб, хормонална терапија, моментално, не секогаш имаме и алерголошки тестове, мада до 3 години многу немаме поверење во тие алерголошки тестове, бидејќи освен аерозагадувањето, освен вирусите, бактериите, разни паразити, не знам што, голема улога има и алергиската етиологија. И кога ќе видиш со ништо не ти оди, ти помислуваш да не се работи за алерголошка технологија. Сега, преку 90% ние ги третираме сега. Имаме одредни случаи, веќе не можеме и ги праќаме на терцијално ниво. Терцијално ниво не е детската клиника и Институт за бели дробни заболувања Козле. И таму они имат поусавршени методи. Значи, рековме, лабораторијата не е доста добро упремена, што се работи за наши услови. Имаме микробиолошка лабораторија. Микробиолошката лабораторија исто ни е многу битна, преку неа правиме бризове, да не може да изолираме нешто од нос, од грло.
постоят и не са стално присутни, ама постоят и така наречени пневмослайдови. Преко тия пневмослайдови се откриват и посебни бактерии или вируси, или някои паразити, кои ще не можеме со обичен вирус, со обичен бриз да се открие. Откриваме копрокултура, т.е. значи, например, при цревните инфекции да нема некоя салмонела, тифус, ако се работи за някоя инфективна болест, право сме ние стално во контакт с инфектолозите и имаме уринокултура, да видиме да нема некоя бактерия во мокрачета. Значи, во глобала лабораторията ни е много добро опремена. Сега, много битно е да нагласам. Ние сме първа борбена и последна борбена единица. Секој мисля, секој дете што е болно, треба първо да се се што е дете да дойде тука. И много пати иде, го боле уше, паднал и било шо. И ние тука фактически правиме триажа. Ама имаме доста добра соработка. Например, с ортопедите, с орала, имаме доста добра соработка с хирурзите. Например, да ви кажем, от 100 проливе, цревни инфекции, може да се случи 2 да излезат слепи црева, апендиците. И мора да се открият, мора да се работим, бидейки, ако дойде до компликация, може детето лошо да завърши. Сега друго шо имаме. Имаме много добра рентген служба. Значи, можеме от всекое време да правиме рентгенологски снимки. Имаме и компютър. Компютър правиме при по-тежките деца, зависи нели шо ни трябва. Много не сакаме со компютър, бидейки той е много по-големо зрачењето и водаме сметка кога трябва да го употребваме той компютър. Имаме ехо, преко ехото исто много ни помага, така да со апаратурата сме задоволни. Сега, имаме од лекове, имаме, кажи речи, се. Во последно време по-яките лекове ги немавме, ама сега почнахме и да ги имаме. И шо е най-битно? Секој дете шо си иде. Ние си имаме правилник и програма како да се лечи. Која болест, како се лечи. Например, на тая болест, за да бидеш и чист пред сами от себе и пред комората и пред сите, и ти си праваш правило како се лече болестта. Но шо да кажем, медицината не е математика, некој пат мора малко да излезеш од правилникот. Спомнахме со кои начала се соочуваат и родителите, но и вие како лекари во однос на првата регистрација на болеста и откривањето на болеста. Што се случува со кадрот? Тоа не е најтежко прашање. Моментално сме само 20 педиатри и тоа не е многу тешко. Од 31 ден, 30 дена, 20 дежураме по 14 дена тука. Имаме 2 прекрасни млади докторки, во секој време што ни помагаат, административно многу ни помагаат, не заменуват кога имаме прегледи, лечаат болни, но сепак најголемата грижа и одговорност е наша, бидејќи они се уште немаат сертификат, немаат специализација. И уште нешто, што е многу битно за нашето оделение. Нашето оделение не е само оделение за лекување на деца. Ние, другата функција што ни е многу битна е неонатологијата. Ние фактички ги грижуваме и сите новородени, а годишно имаме по 1400 новородени во Струмица. Така и неонатологијата е под вас? Под нас. Педиатър неонатолог, фактички. И се исто е, тоа само има 5-6 месеца повеќе одат на обукација, на едукација. Ние тоа сме го минувале за време на специализацијата и веќе доста многу сме искусни и што да правиме, 1400, така да у секој момент не знаеме дали тука ќе заглаваме, дали доле ќе заглаваме. И пак да кажем, ако не ни са двете млади, ќе го затвориме. Бидејќи еден да крехире, со еден не може.
Во најскоро време, за 8-10 месеци, чекаме да ни дојде нов специализант, веќе тројца на некој начин. Ке може, барам ке имаме по 2 дена слободни и со догледно време за 3-4 години веќе ќе бидеме повеќе души. Бидејќи јас кога почнав, бевме 10 души, а сега сме само 20 за жал. Така. Што се однесува до она кое што можеби не натера да дојдеме е новата донација која што ја добивте. Зашто станува збор и колку ќе биде истата добре дојде? И тоа ми е многу битно, баш добро што прашавте. Што ни е нашата донација? Нашата донација не е моментално најпотребна за респираторните инфекции. А респираторните инфекции, освен што даваме, например, антибиотска терапија, рехидрација со електролити, и се што е потребно, многу битно е да лекот да го дадеме локално. Значи, треба да имаме инхалатори. Тоа се, инхалаторите се со маски, ние го ставаме лекот, а тој лек што има задача? Задача да ги, се викат така наречени бронходилататори, за да ги прошират дишните патишта. И кога го ставаме лекот, директно се става и многу лесно му е на бебето. Му ги разширува дишните патишта и му го олеснува дишењето. И ние имаме потреба од инхалатори. Бидејќи со 1-2 инхалатори не можеме да не можеме да ги задоволиме сите потреби. Например, моментално имаме 50 деца што треба 2 пати до 3 пати да се инхалират. И секој инхалатор си има нели свој рок на траење. Значи, нив најмногу ги користиме и мислам во донацијата оти ќе бидеме опремени со неколку инхалатори. И што е друго битно? Аспиратор. Што значи аспиратор? Ке ти донесат бебе полно со секрет. Детето се гуши, не може да диши. Едно од основните е да го фаташ детето така и да го тапкаш со некој вакуум. Тапкајќи го, секретот се разложува, се раскапува, што викаме. Сега, преку аспираторот. Аспираторот е направа со сонда. Му влегуваш преку носот и преку усата и му го вадаш секретот. И тоа не е исто многу битно. А аспираторите изошто не са битни. Понекогаш имаме детичка, се напиле некои лекови од бабата, од дедото и се отровени. И на тие деца мора да му го испереш желудецот. Како се пере? Му клаваш сонда и преку го полнаш со течности и преку аспираторот фактички му ги вадаш апчињата. И ни треба и пулсоксиметар. Што ни значи пулсоксиметро? Да видиме каква е работата на срцето, каква е работата на дишењето и заборавив да кажем, имаме кислород. Без кислород не може да работиме. Генерално ги кажавме кои се позитивните страни, но и аномалиите кои што во моментот се соочува педиатрија, тоа е најголемиот проблем лекарите. Се надеваме сестри моментално почнуваат да примат, имаме и многу битни са и сестрите, бидејќи не е исто да боткаш бебенце и да боткаш возрасен. Ама имаме добра екипа, ги обучуваат сестрите и мислам дека во најскоро време ќе се екипираме со сестри, почнавајќи да примат, а докторите не може да ги нацртаме. Мора да завршат педиатрија, а тоа е специализацијата трае 5 години. И што викаме со Господ напред и здравје, ќе гледаме да издржаме барем уште тие 8-9 месеца, не е исто двајца и тројца. Доктор Џорлев, јас ви благодарам на исцрпните одговори. Се надевам дека секоја донација ќе биде и во иднина добре дојдена за оделението, ќе биде помош и за вас како лекари, но секако ќе играе голема улога и кон пациентите и родителите кои што се одека на педиатрија. Ме благодарам што бевте дел од таа координација. И на мене ми беше мило што бев гост на омилената ми телевизија.